Добро утро, Јована, до тебе и до нашите гледачи. Даде ти одлична најава, деновиве многу се зборува и на социјалните мрежи, по порталите за некаква иницијатива која што индустријата ја поднела преку Стопанската комора за можно повторно увезување на отпад за согорување. Инаку информација која што најде на бурни реакции и помеѓу граѓаните и помеѓу еколошките здруженија, сметајќи дека ова би било многу неповолна ситуација, имајќи предвид пред што сме исправени со аерозагадувањето, согорувањето на отпадот е еден од најголемите загадувачи. Утрово решивме да побараме одговор од соговорничка, благодарение на чија што една од храбрите жени која што поднесе иницијатива за измена на законот за управување со отпадот. Голема еколошка битка беше извојувана во 2020 година. Нема да зборуваме за иницијативата, ќе зборуваме за тоа што би значело повторното можно согорување на отпадот со Маја Морачанин, председателката на Дом. Добро утро, господја Морачанин, благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Спомена во најавата, пред 3 години сериозна екобитка извојувана, но ништо подоцна повторно се отвара оваа тема и можното повторно согорување на отпадот. Што доби, ќе ве навратам 3 години назад, Македонија со измената на законот за управување на отпадот? Така е, веќе 3 години во континуитет во Македонија е забрането да се увезува отпад за горење, значи кој што служи за енергенс. И тогаш во 2020 во февруари собранието го усвои овој предлог закон, кој што беше на предлог на Дом, но се разбира со многу голема поддршка од граѓаните, од граѓанските здруженија, од екологистите, и доби поддршка од сите пратеници во собранието, и од позиција и од опозиција, што ретко се случува во нашето собрание, но тоа покажува колку навистина беше важно да се воведе ваква законска забрана за увоз на отпад како енергес. Но потоа во 2021 година летото, со тој нов пакет на неколку закони кои што се однесуваат на третманот на отпад, меѓу кои повторно и законот за управување со отпад, во тој предлог закон кој што го добивме во собрание, повторно беше дозволен практично увоз на отпад како енергес. Јас тогаш интервенирав амандмански на текстот на законот, повторно тој амандман за забрана на увоз на отпад како енергенс доби поддршка од пратеници од позиција опозиција, така што и во новото законско решение, закон за управување со отпад, останува забраната за увоз на отпад како енергенс. Ова иницијатива за која зборувате, ние не сме информирани за такво нешто и сакам за граѓаните да знам, за да бидат спокојни, бидејќи ја разбирам и гледам колку е голема вознемиреноста околу можно евентуално повторно дозволување на увоз на отпад како енергенс. Ниту во собрание има иницијатива некаква за тоа, ниту предлог закон. Јас се информирав и кај владата и таму нема таков предлог закон. Затоа споменав и во најавата, нема да зборуваме за иницијативата, ќе зборуваме за што би се случило, кога би се случило. И сега во услови кога имаме високо аерозагадување и кога биеме битка навистина со сериозен предизвик, што би значило повторното можно согорување на отпадот? Значи дефинитивно ќе оди во прилог на зголемено аерозагадување. Тоа беше и причината зашто забранивме увоз на отпад како енергенс, иако е тоа алтернативно гориво, и да, точно е дека во Европската Унија со нивните законски регулативи е дозволено, но она што е проблем кај нас во Македонија, и тогаш се зборуваше во 20 година и Царинската управа коментираше и така натаму, дека ние практично немаме капацитет во институциите за да може да се направи ефикасна контрола на тој отпад кој евентуално би се увезувал. Односно, царината не може тоа да го контролира, тие ги гледаат само декларациите. А ние сите знаеме, имаше и големи афери во регионот, во соседството, во соседни држави, дека практично се злоупотребува тој извоз на отпад и се увезува се и се кое што дефинитивно потоа влијае на загадувањето на воздухот. И тоа е препознаено и од страна на Европската Унија веќе, бидејќи и тие се загрижени околу можни нелегални извози на отпад, а секако не сакаат и во трети земји кои не се членки на Европската Унија
да се согорува отпад кој што не е соодветен и тие се веќе во фаза на изработка на нови построги директиви кои што се однесуваат на извозот на отпад. Споминавте и вие, изминативе денови имам навистина бурни реакции и дебати меѓу граѓаните на социјалните мрежи на оваа тема. Дел се за, дел се против. Оние кои што се за велат дека ова е практика во голем број на европски земји, но оние кои што се против велат дека стандардите по кои што се гори отпадот, контролата на институциите во другите земји е многу поразлична од она што би се случило тука. Така е, затоа и напоменав, точно е дека во Европската унија тоа е пракса и тоа е еден вид нели од циркуларна економија, да отпадот се користи до крај за да не се депонира, да се селектира, да се рециклира, да се реупотребува и еден од тие начини, но дефинитивно кај нас ние немаме капацитет за да навистина се контролира тоа што би се увезло и да таа контрола биде ефикасна и да сите бидеме сигурни дека тоа што се увезува нема да биде по штета на животната средина, на климата и на здравјето на граѓаните и затоа и споменав, дури и во Европската унија го препознаваат овој проблем и затоа и тие сега ќе воведуваат построги директиви во однос на извозот на отпад во земји кои што не се членки на Европската унија. И односно, извинете, ќе бараат и тие да бидат сигурни дека оној што го увезува отпадот може да го контролира, дека технички, технолошки аспект е запазен по сите најсовремени стандарди. И години наназад во овој период од годината, гушејќи се подпираме генерално најмногу на личната заштита и тоа се препораките и на здравствените работници. Веруваме и се надеваме на ветар и дожд како изминативе 2 дена кои ќе се го сторат своето, ќе го расчистат до некаде аерозагадувањето. Стратегија за борба против аерозагадувањето има и постои на хартија. Зошто ја нема во пракса? Јас би рекла, бидејќи не се препознава аерозагадувањето како приоритет, односно она што велиме, јасно изразена политичка волја, бидејќи да, ние имаме стратегии, планови, имаме одлични закони, например во изминатите 2-3 години се донесоа навистина одлични закони кои што се однесуваат и на аерозагадувањето и на заштитата на животната средина, законот за квалитет на амбиентниот воздух, законот за животна средина, законот за инспекцијски надзор во животната средина. Значи, законските решенија се одлични, усогласени со ЕУ директивите, но изостанува она што е нашата слабост, а тоа е спроведување на законите во пракса. И дефинитивно во право сте кога велите ние не може со аерозагадувањето да се занимаваме и да се обидуваме да го решиме само во зимскиот период кога е најизразено, тие месец-два и потоа темата се заборава, некои други теми стануваат интересни, значи нема континуирана посветеност за да се решаваат овие проблеми. А ако сакаме ефикасно да го решиме проблемот со аерозагадување, мора да се интервенира, да се делува на сите извори на загадување на воздухот. А тоа се и загревањето на објектите, и индустриското загадување, од сообраќај од загадувањето, од градежништвото, од третманот на отпадот. Само така и нормално во соработка меѓусебна помеѓу сите институции и на централно и на локално ниво и дефинитивно и тоа се спомнува секогаш и во извештајот на Европската унија да се зајакне капацитетот на институциите. И на тема загадување, во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи се огласи и заменикот народен правобранител Јован Андоновски, кој вели, цитирам, во Македонија постојат 8 плански региони, секој регион треба да изгради своја регионална депонија на која на современ начин ќе го согорува и уништува отпадот. Одговорноста за нереализирање на овие проекти е поделена и помеѓу владата и помеѓу општините и секое префрлање на одговорноста помеѓу партиите, значи негрижа и неодговорност кон граѓаните. Најголема мака во преговорите со Европската унија покрај совладењето на правото ќе имаме со поглавието животна средина. Така е, дефинитивно е така, се согласувам со изјавата на господинот. Во однос на третманот на отпад и тие регионални санитарни депони, 15 години зборуваме за воспоставување на таков систем, зашто ако сакаме навистина да имаме систем за третман на отпад, не се доволни овие одлични закони што ги донесовме, тоа треба во пракса да се имплементира и начинот е тој.
со воспоставување на така наречени центри за управување со отпад, каде што отпадот нели ќе се селектира, ќе се рециклира. И целата идеја на кружната економија е што повеќе да ги користиме, да го користиме отпадот како ресурс и на крајот многу мала количина на отпад да остане како отпад за депонирање. И токму овие центри за управување со отпад тоа треба да го обезбедат, се разбира и примарната селекција во домаќинствата и така натаму е важна како цел систем, но еве например за таа регионална депонија за источниот и североисточниот плански регион, така е концепирано за двата региона една да биде во Свети Николско. 15 години сите можни документи се изработија, разговори, преговори меѓу општините, меѓу градоначалниците. И на крај се уште ништо на терен не гледаме. Последно што знам е дека сега локалната самоуправа во Свети Николе не се согласува на незината територија да биде таа депонија и затоа се почеше процесот. Претходно од истите причини не се објаснува добро на граѓаните. Граѓаните се исплашани, се разбира, бидејќи кога ќе им го спомнете терминот депонија, сите помислуваме на овие диви депонии кои ги има 1000 во државата и затоа се плашат и не сакаат да има, но мора да се објасни што тоа ќе значи, бидејќи токму воспоставување на вакви санитарни регионални депонии ќе придонесат сите овие други диви депонии да се исчистат и целиот тој третман на отпадот да оди на еден современ начин да се управува со отпадот, како што е тоа случај во сите држави. Многу проблеми на тема заштита на животна средина имаме и треба да ги решаваме, но добро е што зборуваме гласно, бидејќи тоа е веројатно најважниот чекор кон промените. Тоа е првиот чекор да се зборува гласно и тука би рекла дека има голем напредок. Вистина, свеста на граѓаните за животната средина, за колку е тоа значајно за здравието е навистина во многу позитивна насока промените во изминатиот период, така што притисокот од граѓаните е голем. Она што останува е јасно изразена политичка волја и посветеност за решавање на проблемите и дефинитивно ова што спомнавте, префрлањето на вината помеѓу политичките партии кој помалку направил, не води никаде, туку треба сите заедно, затоа што само така може да се решаваат проблемите во меѓусебна соработка и со централната и со локалната власт, за да навистина почнеме да ги решаваме посериозно овие проблеми во животната средина. Благодарам што се одлучивте вие да зборувате гласно заедно со нас ово утро. Ви благодарам на поканата. Отворивме многу теми, Јована. Суштината е некаква иницијатива и промена во насока на поголема заштита на животната средина, доколку се разбира сакаме да се обезбедиме и ние подолг живот и подолг живот за генерациите по нас. Прашања? Кики, мислам дека опфативте се, ќе ги следиме случувањата, ќе ги следиме институциите, како ќе реагираат во наредниот период и се разбира навреме информираме за сите случувања, со оглед дека за аерозагадувањето како главна тема за жал ќе зборуваме и во нареден период. Ти благодарам.